Матурантите од Пробиштипската гимназија Наум Нумовски Борче синоќа на најкреативен и на оригинален начин се збогуваа од средношколските клупи. Комплетираа 4-годишен циклус од нивното средношколско образование. Прославувањето на 49-та генерација на 130 матуранти од Средното општинско училиште од Пробиштип започна со училишното звоно, кој го означи почетокот на последниот класен час, а веднаш потоа матурантите пар по пар се упатија на градскиот плоштад, каде се фотографираа и имаа свое представување пред насобраниот аудиториум, кој, морам да истакнам, го струши рекордот на најпосетен настан. Трета година поред, како општина Пробиштип, се вклучува во организирање на свеченоста на матурантите на градскиот плоштад. Се работи во релативно добри услови, со квалитетен наставен кадар, обезбедени бесплатни учебници за секој ученик, бесплатно сместување, превоз, како и лаптопи за секој наставник. Родители, имате извонредно добри деца. Јас како директор, класните раководители и останатите професори се гордееме што беа наши ученици. Ова, меѓу другото, го истакна директорот Трајко Трајчевски во вчерашното обраќање на градскиот плоштад. Ова година Средното општинско училиште Наум Нумовски Борче прославува 65 години средно образование, почнувајќи од далечната 48 година од минатиот век, кога започнува образованието на кадри за потребите на родниците Злетово. Со 4-годишното образование се започнува во далечната 61-62 година со отворањето на гимназијата Наум Нумовски Борче. Во 63 и 64 година од Скопје во Пробиштип по земјотресот се сели и Рударско-геолошкото училиште, исто така со 4-годишно образование. Во 1978-79 година овие две училишта се соединуваат и го формираат денешното Средно општинско училиште Наум Нумовски Борче. Во нашето училиште се образуваат кадри од гимназиско образование со 6 подрачја, машински техничари, геолошко-рударски техничари, а од пред 3 години е воведена и нова струка спортска гимназија. Се работи во релативно добри услови за работа со квалитетен наставен кадар. Во последниве години, благодарение на владата на Република Македонија, обезбедени се бесплатни учебници за секој ученик, компјутери, бесплатен превоз и сместување во интернатите, како и лаптоп, компјутер за секој наставник. Нашето училиште, благодарение на владата на Република Македонија, доби и нова спортска сала, која е отворена во секое време. Со подобрени услови за работа и квалитетен наставен кадар, нормално е од нашето училиште да излегуваат квалитетни средношколци кои со успех продолжуваат на некои од факултетите што сами ги доберат или го бараат својот крај со вработување. Со сигурност можам да кажам дека денес сме едно од 10 најдобри училишта во Република Македонија. Оваа генерација на матуранти со 4-годишно образование е една од подобрите како во поглед на успехот, така и во поглед на дисциплината. Денес, пред мене и пред вас, се присутни 49-та генерација матуранти со 4-годишно образование. Почитувани родители, присутни, можам слободно да кажам дека имате изворедно добри деца, а јас како директор, класните раководители и сите професори се гордееме што беа наши ученици. Во текот на своето средношколско образование, матурантите велат имало многу добри, а помалку лоши спомени, но сепак во сеќавање остануваат најдобрите. Со познатата изрека "Ве сакаме сите", на вчерашната матурска вечер на градскиот плоштад заврши обраќањето на класниот раководител Елизабета Мијалчева, која се обрати во име на класните раководители на 49-та генерација во Средното општинско училиште Наум Нумовски Борче. Ние, вашите професори, наставници, учители, сопатници во најубавиот дел од вашиот живот, како и секоја година, и оваа година сме горди што стоеме пред овие млади луѓе, во кои вложивме многу труд, знаење, умење, кои се надевам ќе знаете правилно да ги искористите во вашиот живот. Уште еднаш од името на целиот наставнички совет гордо изјавувам: нека ви е честито матурирање.
образованието. Нека ви е честит денот на сите вас и на вашите родители. Ве сакаме сите. Како и претходните години, подршка и од првиот човек на градот, градоначалникот Тони Тоневски, која збогати свеченоста на матурантите на градскиот плоштад. Тоневски им ја честита матурата, посакувајќи им многу здравје, радосни моменти и успех во животот. Драги матуранти, почитувани директоре, почитувани професори, родители, останати присутни. Овој ден ќе биде запаметен токму по вас. По вас, драги матуранти, по вашата позитивна енергија, по вашето расположение. Вие сте звездите оваа вечер. Секој на свој начин, но ова е ваша вечер. Трета година поред матурската вечер започнува токму од тука, од градскиот плоштад, со што на оваа значајна манифестација и придаваме поголемо значење и тежина. Впрочем, како што треба да биде. Затоа што човек е матурант само еднаш во својот живот и тој момент заслужува да биде посебен. Можам да ви порачам да се водите по вашите афинитети, од она што навистина го сакате, да бидете упорни и вредни и успесите ќе дојдат сами по себе. Секогаш поставувајте цел повисока од можностите. Тоа ќе ве тера напред, а стремежот ќе ве води кон повисоки цели во вашите животи. Вие заслужувате можност за продолжување на вашето образование, а нашата општина заслужува квалитетен кадар и подобра иднина. На самиот крај сакам да ви честитам за досегашните постигнати резултати, ви посакувам многу успех во вашите животи и се надевам дека ќе станете исклучително успешни луѓе со кои ќе се гордееме сите ние. Луѓе кои ќе го промовираат градот Пробиштип, луѓе кои развиле и поседуваат вистински вредности и знаења. Оваа вечер ќе ја паметите цел живот. Оваа вечер е момент на вашата зрелост. Доказ за еден изминат пат од вашите животи минат во училишните клупи. Имајте убава и весела забава и незаборавна матурска вечер. Да сте живи и здрави! Градоначалникот Тоневски на градскиот плоштад матурантите ги изненади со свежо цвеќе. Секако и годинава не изостана прогласувањето на најдобрите ученици од оваа генерација. Посвеченоста на матурантите на градскиот плоштад, забавата продолжи до раните утрински часови во хотелот Сан Нико.